Добродојавте назад во Cool Stars. Денеска ги прегледуваме третите предизвици на нашите јутјубери. Овој пат предизвикот беше 2-минутно видео поврзано со спорт. И секако со нас тука се нашите жири Јана, Кирил и Дарко. Кој ќе има сега честа за да ја добие критиката од вас прв? Мислам со Боби да почнеме. Боби? Да. Ајде. Боби, супер кул идеја да ја внесе згодната женска во спотот, во видеото, автоматски одма поатрактивно го прави попривлечено за околу многу гледачи. Така да тоа keep it up, мислам дека имаш добар тренер. Кира? Јас немам што многу да кажам за ова видео. Не сум ништо посебно фасциниран. Не ми се допадна тоа што сите дечки што пратија видеа се обидува да викнат некој или да поканат некој во своите видеа, а не го направија тоа на своја волја. Така да Боби од 1 до 5, 3. Кул си пи. Јоу. Мене ми се допадна видеото, искрено покажа дека не е баш повежбањето. Верувам дека повеќето јутубери не се. Интересно видео, браво за девојката, супер изгледа. Тоа е тоа. Сега може да продолжиме со Ралев Борис. Дечки, Дарко, ајде, кажи нешто мислиш да? Интересно видео. Ми се допадна тоа што се промовира здравата исхрана и здравиот живот. Добро е тоа што девојката вози точак и прави екстремни спортови, тоа ми се допаѓа и мислам дека треба да се поддржува здравиот живот и здравата исхрана. Напред здрав живот, здрава исхрана. Да. Ајде. Кира? И јас ли? Јана ли Кира? Гајд Добро. ги е договорен. Борис, технички многу силно издржано видео. Исто така браво за девојката што не презентираше неколку здрави рецепти. Мислам дека ова видео одлично би се совпаѓало и со еден од претходните предизвици, а тоа е How to, значи комбинација од два предизвици во еден, би рекла. Одлично. Би се надоврзал на Јана, видеото беше технички добро скоцкано, добро подковано, поддржано. Борис секогаш ни праќа добри видеа, технички. Сега креативноста малку тука. Можел малку покреативно, тој се оправда, кажа дека нели не е по спортот и покани нели гостинка во неговиот челендж да покаже колку таа здраво се храни, но нас тоа не ни интересира. Мене искрено ме интересираше Боби и спортот, а не некои други луѓе со нивните спортски активности. Дечки, многу сте станале строги, што е ова? Малку морални. За мотивацијски причини. Ај сега некоја убава критика за Стефанатор. За Стефанатор. Да, Стефанатор ни презентираше еден челендж. Ми се свига што целото видео го сработил сам. Интересно е што презентираше нова идеја. Се надевам дека млади веќе сакаат истата да испробаат, нели да дадеш гол без да тапне топката. Вау! Каква идеја! Волшебна. Па да, и тоа би било тоа. Во секој случај на најмногу што ми се допадна и што го двои Стефанатор од другите е тоа што целото видео го снимал сам. Да, тоа беше поентата на Стефан, ајде така се викаш. Стефче. Добар е Стефче, добар е. Ми се допадна играва, јас имам игра на оваа иста игра, само не е тоа да тапне топката, туку кој ќе даде гол. И сега ти си ставил мал предизвик тука дека не треба да тапне топката, што ми е интересно, искрено. Одговори на предизвикот, бидејќи, кој што кажа Јана, направи се сам, покажа ти што можеш во спортот и тоа е за поздрав. Согласен сум и двајца, интересно видео, супер. Добро, тоа е за Стефанатор. Сега Джипи и неговата шиша. Да, уште едно технички супер изведено видео од GP. Не толку интересна идеја според мој вкус, али искористи максимум од тоа што имаше моментот, односно шишето, спортуваше со него, да се појави неговиот двојник од претходната видео, тоа беше супер тач, така да екстра. Тоа беше како едно продолжување епизода 5. Part 2. Да, part 2 или 2. GP ми се допадна и мене. Интересна идеја со шишето. Не дека немал што да прави, туку шишето е ставено ради форе и му успеа, не насмеа сите. Интересен е со тие двојници што ги прави нонстоп. Тоа е за GP, немам никаков коментар, GP си е GP.
Океј. Јана? GP е супер од сите аспекти. Можда тоа што сакал да го потенцира со шишето е подигање некоја свеста. Така може шишето да се рециклира и да се наменува и за други работи, не само за пиење вода. Секогаш ги барат лобуките поеди. Добро, тоа е за GP. Сега Идеме со викот. Джинџер. Викот имаш окей видео, чипсот е добра мотивација за вежбање. Се надевам дека гледат од чипсот дека не го остане на кеј и продолжи да вежбаш. спротивно ќе го бараме. Чипсот ние. Или не? Ајде, Ана, кажи што мислиш? Јас. Прескокни ме. Јас што мислам, па Се согласен. прато видео, се согласувам со Дара, нека продолжи да вежба, иако е малку контрадикторно да вежбаш и да јадеш чипс. Може да вежба за да може да јаде повеќе. А сепак му Баланс. препорачувам да не јаде чипс. Јас за Винкот ќе кажам дека е многу симпатичен, портокалов дечко, кој што на еден духовит начин ни представи контрадикторен тип на спортување, чипс од едната страна, од другата страна обид за тие згибњеви, како ги викаме, push-ups. Pull-ups. Не знам, Pull-ups. добар челендж направи. Би можел само да го замени моментот со чипсот, да стави некое здраво овошје или слично, но ете, веќе видна, тоа е Винкот, браво, ми се допадна. Добро, искрено не е некоја награда здраво овошје после тие сите склекови и згибови, али добро. А сега кој ни е следен? Па дебелиот крај. Ја да почнам. Добро, дебелиот крај ми се омилени. Мислам, тие се смешни сами по себе, по природа, така да и ова видео за колку се они неспортски типови беше фантастично. И може да ги пофалиме дека направиле одличен wordplay, односно игра на зборови, со тоа што ова видео го именувале како екстремниот крај. Тоа беше ептен добар тач. Да. Екстремните спортови како паркур во парк се доста познати и интересни. А мене најмногу ми се допадна последниот спорт, од јадење и правење скара и Да, со тоа е беј тоа. момент. Нашиот омилен спорт. Не знам што да кажам, дебелиот крај се секогаш смешни, забавни, прво самите нивни силуети се толку смешни како Джейн, Сајлент Боб. Да, ме баш. потсеќаат многу, уште прво видео кое видов од нив, ми се допадна многу. Тоа е нели веќе видена работа, да правиш пародија на одредени спортови, но во секој случај одговорија на предизвикот секоја чест. Дечки во дебелиот крај се измислени за паркур. За жал, Андре Ничевски не можеше да не дружи во оваа фаза, но тоа се финалистите и истите видеа можете да ги видите на YouTube каналот на Телеком. И шерувајте ги вашите фаворити, затоа што тоа е многу битно. Треба да имаат повеќе прегледи. Повеќе прегледи, повеќе гледаност. Сега, финалисти. Следниот предизвик е хумор. Значи, забава, пренкови, стендап, што ви душа сака. Ајде дечки, го чекаме вашето 2 минутно хумористично видео. Чао! Чао!